Почитувани представници на медиумите, добар ден и добре дојдовте на пресконференцијата по повод предстојните настани од Кривопаланечкото културно лето 2018 година. Ова година општина Крива Паланка заедно со културните установи од градот, организациите кои што се занимаваат со култура и со уметност, организира поголема и пообилна програма, која што е дел, како што кажав, од Кривопаланечкото културно лето. Неколку фестивали се составени еден по друг и има последователно настани кои ќе траат повеќе од 4 дена на задоволство на кривопаланчани, на задоволство на гостите кои што во градот предстојуваат за време на големите празници кривопаланечки, Света Богородица и Свети Јоахим Особовски. Како што кажа, програмата е пообемна, а општина Крива Паланка заедно со организаторите ја смести во неколку древни активности кои што градоначалникот подетално може да ги представи на публиката. Повелете, градоначалник. Па да, како што најавивте, значи финишира Кривопаланечкото културно лето. Ова се можеби последните активности за месец август, но продолжуваме со сите културни активности кои што ќе се случуваат во текот на месец септември и понатаму. Она што сакам да го потенцирам на оваа пресконференција е да први се заблагодарам до генералните спонзори Булмак, кој што финансиски ја поддржава манифестација, но и до сите медиумски спонзори, Министерството за култура и локалните институции од сферата на културата, како и сите оние тимови во рамки на локалната самоуправа кои што активно и неуморно работеа во изминатиот период за да овие манифестации поминат во најдобар ред. Започнуваме значи на 24, 25 и 26 со фолклорен фестивал на кој што ќе се представат поголем број на ансамбли од Македонија, Србија, Бугарија, Турција, Кипар, за да на 25 кој ќе биде вториот ден од фолклорниот фестивал кој што е по 15 пат оваа година, ја најавиме групата Рибија Чорба како предгрупи на Рибија Чорба ќе настапат локалниот РГВ и Студени нозе, а на 27 август од чест на Денот на рударите, кој што традиционално се слави секоја година на 28 август, ја најавуваме Јелена Томашевич. Исто така, значи, како предбенд на Јелена Томашевич ја настапи локалниот бенд Тајфата и Димитар. Продолжуваме понатаму, значи, на 28 август со активностите за одбележување како на Голема Богородица, на патронот Свети Јоахим Особовски, така и на централната прослава за Денот на рударите, именно на 28 во 8 часот по служењето на литургијата која што ќе биде во црквата Света Димитрија. Организираме литија која што започнува во 9 часот и ќе оди по главната градска улица до општинската зграда, каде што во 10 часот ќе имаме официјално пуштање на двете реновирани сали во рамки на општината, која што како активно се случува во рамки на еден проект за прекогранична соработка, проекција на туризмот во 3D. На оваа манифестација, односно дел од прославата, пристигнува и премиерот Зоран Заев, кој што ќе биде во присуство на поголем број на представници од централната власт и поголем број на министерства. По пуштањето на употребата на овие две сали, значи заминуваме на градскиот стадион, каде што во организација на Булмак ќе се одвива централната прослава за Денот на рударите и оваа година, освен рударите на Тораница, ќе присуствуваат и сите рудари од соседна општина Пробишти, односно рудникот Саса. И во таа прилика, значи, имаме официјално враќање на представниците на менеджментот на Булмак. По завршувањето на оваа манифестација, значи, со нашите гости, ќе посетиме локалитетите кои што се од особено значени за развој на културата на Крива Паланка, односно манастирот Јоахим Особовски, каде што во следните 2 дена, 28 и 29, ќе се одвиваат сите активности за прослава како на верскиот празник Голема Богородица, така и на патронот на градот Свети Јоахим Особовски. Ја користам оваа прилика да ги поканам сите заинтересирани добронамерници во Крива Паланка да ја посетат, затоа што она што ќе го понудиме како културна програма, но и она што ќе се случува во рамки на сите овие неколку дена, дека ќе има можност да ги задоволи вкусовите на сите типови, односно генерации на публика, и се надевам дека ќе проведеме денови кои што навистина ќе доликуваат на еден празник на градот. Благодарам, градоначалник. Обемна програма има Крива Паланка оваа година.
Како што кажавте, 14 пат поред се одржува фолклорниот фестивал, а ова година, седма година е на музичкиот фестивал Joyfest, па во тоа име тука со нас уметничкиот директор на фестивалот Александар Михайловски да ни каже нешто за програма. Да, така е, здраво на сите. Значи, ова е седмо издание на Joyfest и ја користам прилика сите кои се расположени да дојдат на Joyfest, да не посетат. Значи, ова е седмо издание, Joyfest, значи, прво застапува македонска музика, секако имаме и странски изведувачи. За 7 години имаме 4 странски изведувачи и над 30 македонски артисти што биле на Joyfest. Секоја година имаме доста публика, значи сакам да ги поканам сите и од околните градови, значи имаме обезбедено паркинзи, доволно простор. Значи фестивалот е од отворен карактер, пошто гледам прашуваат и по Facebook, по дали се продават карти, значи само треба да донесат добра волја и добро расположение. Крива Паланка секогаш била добар домаќин, верувам дека и оваа година ќе се представиме по најдобро светло што може, значи ќе имаме голема година, супер озвучување, тоа е. Благодарам, Александар. Значи, активностите се големи, градоначалникот знае дека се вклучени поголем дел од институциите и од органите во Крива Паланка кои се зложени за ред, мир и безбедност. Дали градоначалник е се спремно, дали граѓаните треба да имат повеќе трпение и ќе имаме повеќе информација околу тоа и околу насоките на граѓаните во однос на сообраќајот и во однос на безбедност? Да, значи покрај што го превземаме, значи деновиве за уредување на локалната инфраструктура во градот, преземаме низ мерки за подобрување на уредување на сите јавни површини кои што ќе бидат потребни за одвивање на овие манифестации. Значи најголем дел од јавност информиран дека сите локации кои што се во близина на градскиот плоштад оваа година со одлука на седница на Совет ги оставивме без никаков надомес, се со цел да привлечеме што е можно поголем број на публика и евентуално бизнес сектор кој ќе се вклучи во одбележување на самите празници, а од друга страна, значи, во соработка со органите на безбедноста, односно со представниците од полициска станица Крива Паланка и Министерството за внатрешни работи, веќе изработен посебен елаборат и режим на сообраќај во текот на овие неколку дена. Овие документи се објавени на официјалната веб страна на општината. Ти молам граѓаните, значи, за смиреност и трпение во текот на овие денови, затоа што се очекува навистина голем прилив на гости и посетители и она што е како вореден сообраќајен режим на сообраќај во текот на овие денови да се почитува и да се има трпение, затоа што верувајте се тоа го правиме за доброто на градот, за доброто на општината и за промоција и на Крива Паланка, но и на регионот во најдобро можно светло кое што ќе се обидеме да ја представиме. Значи, горе-долу Крива Паланка е спремна за предстојните настани, не очекува само да, како што кажа Александар, да донесе граѓаните добра волја, добро расположение и да биде добро времето за да може да се организира во добар ред.